Издавачката куќа Арс Ламина го распиша литературно-ликовниот конкурс, кој што е почнат од 2 април и трае целиот овој месец, односно до 2 мај. Ова утро разговараме со Ана Несторовска-Саздовска, која што е маркетинг и пиар менаџер во издавачката куќа Арс Ламина. Ана, добро ви утро. Ви благодарам што и ова утро сте заедно со нас и со нашата публика. Се со една цел да го представиме прво конкурсот. Отворен е веќе неколку дена, трае до 2 мај. За кого е наменет и кој се има право на учество? Конкурсот Читањето е супермок, што е во рамките на истоимената кампања. Го распишавме деновиве со цел да ги поттикнеме учениците и младите идни читатели да се потсетат на убавините на книгата и да ги ископаат сите инспирации од неј за што може. Конкурсот е наменет за дечиња од претшколска возраст, значи наменет за дечиња од 4 до 6 години од градинките, меѓутоа и за учениците од основните училишта од 1 до 9 одделение, ликовен и литературен, значи право за учество имаат сите деца од градинките и од училиштата. Во ликовниот дел сите имаат право учество, а во литературниот се разбира сите оние кои што знаат и умеат да пишуваат. Значи на возраст од 4 до 14 години, 15, ако добро ве разбрав. Конкурсот е веќе отворен, каде да се пријават, дали преку своите училишта, дали директно до кај вас и што по конкурсот, каква ќе биде селекцијата? Така, конкурсот, односно творбите, може да ги испраќаат на libiet@arslamina.com, значи на тој имейл. Може да ги испраќаат преку училиштата, преку своите наставници и ментори, меѓутоа може и приватно нели родителите да си ги испратат. Треба да се бидат наведени податоците за децата, значи име, презиме, контакт, одделение или пак градинка во која поседува часови и секако и менторите. Сите тематски треба да биде инспириран од книгите, односно за помалите дечиња, инспирацијата е од приказните, да нацртаат свој омилен лик, да создадат они лик кои што би сакале да го прочитаат во книгите, а за поголемите деца се книгите, односно омилените ликови од книгите, инспирација од некоја книга, мотив од книга може да извадат, може да пишат поетски, прозни дела, кратки прозни форми, раскази, есеи, значи отворено е за сите да бидат креативни и да ги покажат своите таленти. Што по завршување на конкурсот, дали ќе се одбираат можеби 3 најдобри творби, 3 најдобри ликовни цртежи и што ќе добијат учесниците? Творбите ќе ги оценува стручно жири. Обично тоа е во состав представник од издавачката куќа Арс Ламина, автор, писател со кој што соработуваме и луѓе од праксата, односно од образованието, наставници по македонски јазик или воспитувачи од градинките. Исто така за ликовниот дел вклучуваме ликовни уметници, илустратори на книги, значи стручно жири кој што ќе ја земе во предвид возраста на децата и оригиналноста на делото што го нацртале. Ќе бидат поделени во неколку категории, старосни категории. Првата категорија е наменета за децата од градинките од претшколска возраст. Тие ќе бидат наградени со прво, второ, трето место, ако оцениме дека има неколку деца што имаат навистина убави цртежи, може да има и по 2 втори или 2 трети места, зависи, минатите години се случувало и тоа. А за децата од училиштата, значи се поделени во 2 категории, од 1 до 5 одделение и од 6 до 9 одделение. Ќе земеме во предвид возраста и нивото на кое што треба да се очекува да биде делото и ќе биде оценето согласно на тоа. И тука имаме прво, второ, трето место и во литературниот дел, затоа што нели пред се е литературна оваа кампања, ги поттикнуваме читачките вредности и способноста за раскажување и пишување на децата. Имаме и гранд при кај она дело кој што најмногу се истакнало. Децата ќе бидат наградени на еден свечен настан. До сега имавме веќе 2 вакви конкурси и 2 свечености во кои што ги врачивме наградите, музичко, литературно, театарски хепенинг во кој што ги покануваме училишта, деца од повеќе училишта да представат некакви своји точки, театарски или пак музички, танцови и ги врачуваме наградите. Тоа се обично нели книги, затоа што сакаме со книга да ги наградиме со на најголема вредност која што сметаме дека е книгата, да ги наградиме најдобрите. Овој е литературно-ликовен конкурс е во рамките на кампањата Читањето е супермоќ. Оваа кампања се спроведува веќе 7 година поред. Какви се вашите впечатоци и да ни кажете малку повеќе околу целава кампања?
Кампањата, мисијата на кампањата е да ги, како што кажав, поттикнеме читачките вредности, да потсетиме на убавините на книгата, да ги поттикнеме младите да ги остават телефоните и дигиталните уреди и да се посветат на книгите. Значи надворото ни е задолжителни лектири да прочитаат уште некоја книга, затоа што читањето им ги проширува видиците, ги поттикнува да размислуваат, ги поттикнува да творат, да фантазираат и да бидат креативни и луѓе што размислуваат. Се повеќе децата ги оставаат телефонските уреди благодарение на оваа кампања. Можам да кажам дека е успешна затоа што ние навистина време посветуваме да ги доближиме книгите до децата преку различни активности, значи работилници за деца, ги посетуваме училиштата, правиме работилници во книжарницата Литература МК, правиме настани за време на сајмот на книгата. Сите овие се во склоп на читањето е супер кампањата. Исто така направивме и низа обуки за наставници, библиотекари, директори на училишта, за како полесно да ги применат овие изданија. Беше објавена и посебна едиција, односно веќе познатата едиција лесно читлива, во која што ги реобјавивме голем дел од лектирите, од задолжителните лектири и оние што се изборни, како и голем број на читанки со фонд кој што е одобрен од Сдруженијето Ајнштајн за деца со дислексија. Изданијава се направени за да може деца со дислексија полесно да ги прочитаат, затоа што се увиде дека сите оние постари изданија од што беа расположливи или може да се најдат на пазарот се несоодветно направени за деца кои што имаат проблеми при читањето. Со ова се отворија видиците како треба да изгледа една лектира, како треба да биде представена една книга, значи со проширок проред, со поголем број на илустрации за да се задржи вниманието на децата. Исто така во рамките на оваа кампања имавме и низа донации, односно во соработка со општините најпрво од Скопје, во сите основни училишта кои што се приклучија на кампањата, а тоа беа од 7 најголеми општини училиштата, дониравме по 100 книги во секое училиште, ги избогативме училишните библиотеки со изданија, со тоа и им помогнавме на училиштата да го прошират својот избор на книги што ќе им го понудат на децата и да ги привлечеме и тие да ги прочитаат новите изданија. Оваа кампања се прошири и во другите градови од Македонија, еве неодамна и во Прилеп имавме и сличен настан, минатата година во Штип и во Кавадарци. Ги ја продолжуваме кампањата, значи има и хуман аспект, и има да речеме и општествена одговорност во сево ова, затоа што покрај тоа што ги поттикнуваме наставниците, родителите, директорите на училиштата да се вклучат со активности и им ги отвараме видиците на децата. Ана, ви благодарам многу за одстапениот простор, за тоа што не примивте ве овде во Литература во Diamond Mall, каде што и го правиме ова интервју. И за крај уште еден повик, конкурсот е отворен, уште еден повик, сите заинтересирани деца од 4 до 14 години, значи од предучилишна возраст се и потоа од 1 до 9 оделение, да присуствуваат на овој конкурс насловен како читањето е супер мој, отворен е се до 2 мај. Има навистина интересни награди и дојдете во Литература каде што имате навистина преубава едиција за деца. Да, благодарам. Значи, по изборот, само ова заборав да го споменам, по изборот на најдобрите, повторно ќе имаме музичко-литературен хепенинг во кој што една свечаност дневна со децата од цела Македонија. Ние го правиме обично за време на викенди, за да може и децата од цела Македонија да дојдат со своите родители, ќе им ги врачиме наградите и ќе го издигнеме она што тие го создала, инспирирани секако од книгите.